Председателските кандидати со иста цел на различни ставови околу евроинтегративниот процес на земјата. Цилјановска бара победа за да покаже како се води државата кон евроатлантска иднина. Река смета дека пречки на патот се корупцијата, непотизмот и организираниот криминал. За Пендаровски пак Северна Македонија е на добар пат, а влезот во ЕУ и НАТО е најбрз начин за стабилизација. Со влезот во НАТО ние имаме гарантирани граници, дефинитивно меѓународно гарантирани граници, иде прво безбедност, па оди демократија и економски развој. Едно без друго не бива, а сам ниедна од тие работи не можеш да обезбедиш. Особено мала држава со овака лимитирани човечки и финански ресурси како што е Република Северна Македонија. Во финишот на предизборната кампања јасна е сликата. Не се дели истото мислење во склучувањето на меѓународните договори. Река и Пендаровски јасно го поддржуваат Преспанскиот договор и неговата имплементација како единствен пат до ЕУ и НАТО. Цилјановска пак ветува, доколку победи, ќе формира експертска група составена од врвни светски авторитети во меѓународното право да ја проверат правната одржливост на договорот во светлина на Виенската конвенција за договорно право. Но сепак не прецизира што ќе се случи доколку се утврди дека Преспанскиот договор е правно неодржлив и како до ЕУ и НАТО без истиот. Да се потпише договорот кој навистина значи можност за решавање на едно прашање, ама јас се плашам дека не е тоа решение, туку дека отвара многу нови дилеми. За да биде држава треба да има владење на правото, вели Блер им река. Неговата порака е дека е дојдено времето за председател албанец, затоа што и албанците се граѓани на оваа земја. Важно е да победи државата за да почне датум за почеток на преговори со Европската Унија. Важно е масовно излагање на граѓаните за гласање без разлика за кого ќе гласаат. Битола е еден од најубавите македонски градови, град на конзулите, град на манаки, град на културата и затоа сакав да им се обратам на битолчани. Пријатно сум изненаден од интересот и ентузијазмот за мојата кандидатура. Во врска со косовското прашање, пак кое е од клучно значење за стабилност во регионот, став има само кандидатот на БЕСА и Алијанса за албанците. Тој смета дека отварањето на поглавието 35 во преговорите за членство во ЕУ ќе ја натера Србија да го признае Косово, инаку нема да има интеграција во Европската Унија. За Блер им река, размената на територии не е решение за постигнување на договор помеѓу двете земји.